Добри деде во студио за моите гости, професор Темо Користевски и амбасадорот Љупчо Арсовски. Темата која денеска ќе ја говориме, која е во фокусот на јавноста веќе долго време и пред кампањата председателска, се најавите на професорката, сега и председателски кандидат на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска за преиспитување, односно анулирање, поништување на Преспанскиот договор, отворање на Уставот, за кој ќе говориме, можноста за отворање на Уставот и подоцна и за таа клаузула која најавува всушност за нечепкање на името во Уставот, односно таква уставна клаузула. Професор Ристевски, кој е вашиот став? Дали е тоа толку лесно, како што тоа го прикажува професорката, односно кандидатот председателски Силјановска? Апсолутно тоа не е лесно. А тоа е, по моје мислење, јас поаѓам од правото пред се, имајќи овид прво повелбата на Организацијата на Обединените нации, потоа Виенската конвенција за договорно право, имајќи ги овид преодните и завршните одредби на спогодбата на договорот со Република Грција, такво нешто не е можно. Не е можно. Отфрлате воопшто дека... Апсолутно отфрлам можност. Уставот не е Библија. Ниту пак променливоста или непроменливоста на името не би требало да биде. Зацртана на камен, врежана на... Дури и на надворешната политика, ако сакате. Да продолжам со ова што веќе го почнав да го кажувам. Ќе почнем со одредбите на Виенската конвенција за договорно право. Вика во член 42 став 2, да вика гасењето на договор, неговото откажување или повлекување на еден дел може да се направи само со примена на одредбите на договорот или на оваа конвенција. Понатака истото правило важи и за запирање на примената на договорот. Текстов ми е на српски јазик. И сега да видиме што вика спогодбата, договорот со Република Грција, како популарно се нарекува. Да. Во преодните и завршните одредби, тоа е член на 20 од завршните одредби на спогодбата, вика одредбите на оваа спогодба остануваат во сила за неопределен период и се неотповикливи. Понатаму, следната реченица, не се дозволени никакви измени на одредбите од членот 1, став 3 и 4 од оваа спогодба. Одредбите на членот 1, став 3 и 4 се однесуваат токму на она што е тежиште на спогодбата, името, користење на термините Македонија, македонски јазик, кодови и така натаму и така натаму. Значи, овие одредби се неотповикливи. Сега, може мој, Хераклит рекол, панта рей, се тече, се менува. Меѓутоа, една ваква клаусула дава една цврстина на спогодбата. Добре. Не може тек така, кој како сака со неа, кој како сака со неа да се. И уште оваа реченица сакам да ја кажам. Зад заклучувањето на спогодбата со Република Грција стоеше целата меѓународна заедница. Да. Таа е заклучена согласно со член 2 став 3 од Повелбата на Обединетите нации, согласно со член 33 став 2 од Повелбата на Обединетите нации. Таа е регистрирана согласно со член 102 став 2 од Повелбата на Обединетите нации во секретаријатот на Обединетите нации. Целата меѓународна заедница ја поздрави заклучувањето на ова. Печат и подпис на... И апсолутно играње со спогодбата, менување на спогодбата, а потоа и поништување на спогодбата, како што најавува господјата Силјановска, апсолутно не е можно. Тоа е еден неостварлив, би рекол,
To je jedan opasen son koga bi možela se realizirati. To je jedan opasen son. Ajde podocna ќе кажете зошто е опасен, да и дали се согласувате амбасадоре? Апсолутно, професорот е во право со и каде ја гледате вие со цитирањето на овие ставови во одредени членови на повеќе конвенции и посебно на самиот овај договор со Грција кој дојде како договор содржан како наша согласност уште во претходната времена согласност член 36 дека двете земји ќе пристапат кон еден дефинитивен, значи ова е дефинитивен. Сега почнува нова страница во односите. На оваа тема, бидејќи ја го сметам само како повеќе популистички, повеќе како предизборен така шлагер кој ќе биде убаво слушан од нашата на гласачите, кои за жал верувам дека еден добар дел од гласачите нити ги познаваат, нити ги знаат, едноставно и во изминатиот период од одредени медиуми беа залажувани дека тоа ние нема да го прифатиме, дека ние тоа нема да го сето тоа. Да ви кажам, од многу места се слушна и на други дека не е тоа идеално што беше. Но сепак сме 30 години, ако бевме заложници, дали треба уште 30 години и каде ќе отиде целиот Балкан, а ние повторно ќе кажеме дека ние од тоа не отстапуваме и што сме добиле, нема да добиеме. Ако нашите пријатели не застанаа 30 години цврсто за да ја обора другата страна, туку напротив се држеа до времената согласност, се држеа до резолуцијата 817-845, каде што ние сме се согласиле на еден диалог и на една промена, ако сакате. Кој ќе финишира ако со сакате. Договор. Второ, и самиот лидер на опозицијата во соседна Грција настапи во првите денови со истиов шлагер, за да ги привлече повеќе гласачите, нормално бидејќи тамо предстои наесен избори, а може би ќе дојде и нешто и порано, меѓутоа набргу по неговото враќање од Брисел, веќе тоа не го спомнува и кажува дека ние за тоа нема да го, значи сепак како го имаат они во предвид, ама тоа не може така лесно да се практично и покажа и на нашава јазност колку разбра дека до таа работа не може да дојде. Добро. Кои се последиците? Говорите за опасност, последиците се евидентни. Замрзнување на преговарачките процеси со Европската Унија, оние отворените со НАТО, веќе потпишани протоколи, ратификувани, се би било ставено практично ад акта. Реков, тоа е еден опасен сон на колешката Силјановска, неостварлив сон. Кога би се остварил тој опасен сон, како што викам, последиците ќе бидат прво ова што вие спомнавте. Замрзнување на процесите. Изолирање практично на државата. Во Европската Унија. Замрзнување на процесите, добро, веќе ќе влезиме во НАТО, тука нема дилема, али изолирање на државата, практично изолирање на нас не ни треба изолација, ние досега бевме изолирани. Ќе бидеме уште повеќе изолирани. Такво нешто грците ќе го сватат, тоа е веќе политика, јас не би сакал да навлегувам во политиката како правник, али морам малку да навлегувам затоа што мојот предмет е уставно право. Грците ќе го сватат тоа како повторно оживување на идентизмот. И тие ќе не притиснат. Старите сеништа на Балканот. Старите сеништа, убаво употребивте убав израз, старите сеништа на Балканот повторно ќе се вратат. Ова економска соработка што ја имаме со Република Грција, која што ќе се интензивира со премиерот Ципрас, дојдоа овде 120 стопанственици, дојдоа министри и 120, екипа една од 120 луѓе. Тоа е голема група. Тоа наговестува една интензивна економска соработка на Република Македонија со Република Грција. А економијата е база на општеството. Ништо без развиена економија. Ние можеме да се бусаме, да се правиме патриоти колку сакаме, ако немаме развиена економија, не ќе си останеме сиромашни. А невозможна развиена економија
невозможно развиена економија без економска соработка. Ние мораме да ги подобруваме односите со Република Грција и со сите соседи на Балканот, да градиме добри меѓусоседски односи како пријатели, како пријателски народи, пријателски држави и така натаму, а не да се изолираме кон што влечат само иницијативно. Да. Амбасадоре, значи само да продолжам, само да продолжам дека нас во овој момент со настапот на Грција која повторно го најавува своето присуство овој пат многу засилено, бидејќи сега тоа отвореното прашање е расчистено и се јавува како локомотива на економијата на Балканот, не мисли само на Македонија, тука е Србија, тука е Косово, тука е Босна и така натаму, значи таа сепак гледа еден голем економски потенцијал кој може и да ја помогне и неизе, и нивната економија е далеко нормално. И сакам да кажам втора шанса. Првата шанса ни беше дадена веднаш после времената согласност. Многу убави заложби има во таа времена согласност за економската соработка и ако се сеќавате, тогаш се направи нафтоводот, што беше спорен долго време. се направи да ги купат убавите фирми како цементот, како цементот влегоа посредно и во телекомуникациите и така натаму. Меѓутоа, дневната политика повеќе ги искористи или поединци за лични лукративни цели, меѓутоа не се доби кај народот една поширока база за вработување, за едно друго, за да сватиме дека ете со Грција можеме да соработуваме. Тоа беше, ова е се втора шанса. И акцентот во Преспанскиот договор е ставен апсолутно на економската. Ако немаме економија, можеме до вечност да кажуваме кој е наш, кој е нивни, дали е постаро сонцето од Македонија, тоа мислам смешни се тие изјави кои што сме ги слушале и за жал, еве, почнуваме да ги слушаме од поединци и во кампањата дека тоа ќе биде вака, тоа ќе биде така, се замислува земјата, не знам, оаза, не знам, за екологијата, да зборувате во Кичево за загадување, а во Кичево е толку чист воздухот и нависоко се, мислам, е смешна теза. Таа теза требаше да се зборува на места што се навистина загадени, да се види зошто се загадени. Не, сакам да кажам како се злоупотребува и се мешаат сите работи. Очигледно дека зема замав, ама некои се преморени веќе во кампањата. Добро. Ајде околу оваа ревизија, значи, како се замислува тој процес. Бил инициран во Собранието и во Уставниот суд, како што најавува Силјановска. Иако е малку неразбирливо како тоа би можело да биде изведено, затоа што оди со двотретинско мнозинство во Собранието и констелациите во Уставниот суд исто така треба да се имаат на ум. Како гледате вие? Одговорноста. Може да. Да, одговорноста, ке се сложи професорот, е на тие што ќе ги што веќе ги иницираат, прво ги иницирале процесите, таа голема одговорност и сега ако случајно Уставниот суд на овој или оној начин ја стави целата работа во постапка, ние практично со една пила си ја сечеме гранката и таа ќе се сече полека. Колку ќе разберат, кој знае колку полека ќе биде, ќе разберат дека веднаш ќе дојдат одредени укажувања, да не речам закани, да не речам препораки, да не речам предупредувања. Имав своевремено една колумна читање на пораките. Пораките стигнуваат нон-стоп на различен начин. За жал, од одредени медиуми едните ги толкуваат пораките на еден начин, друг на друг начин. Имавме ние пред десетина години пораките на дипломатите, овде ги читаа како да е тоа невладина нека организација која се буни. Па премиерот не прима група амбасадори или се напаѓа холандската амбасадорка, мислам, вербално, евроамбасадорот, ако сакате, тие пораки што тие ги пратија, ние погрешно
се толкува. Во тогашната власт и се толкува и се прифатија и ете докаде стигнавме. Дојдовме до 17-та година каде што дојде Пржино 1, па Пржино 2, па специјално јавно обвинителство и така натаму. Значи методи постојат во меѓународното право, и Европската унија има уште многу идеи на кој начин треба да настапи на Балканот, дека нема да ја остават Македонија да екзистира изолирано. За правната процедура вас ве интересираше како би се спровело тоа, кога би се спровело, нема се спроведе, затоа што ќе стапат во сила механизмите за кои што зборуваше амбасадорот. Тоа е нешто што е неостварливо. Инаку правната процедура е оваа. Со законот за ратификација на спогодбата е ставена како составен дел на правниот систем на Република Македонија, е дел од правниот систем на Република Македонија. И Уставниот суд би интервенирал евентуално да го поништи законот за ратификација на спогодбата. Со тоа практично таа нема повеќе да биде дел од правниот систем на Република Македонија. И потоа, пошто таа сепак ќе постои, нели, како спогодба, треба да се оди кон примена. Ќе биде нема да биде дел од правниот систем на Република Македонија. Ќе биде некоја спогодба. Понатака би можела се оди кон ова што го предвидува Женевската конвенција за договорно право од 1969 година, нејзино повлекување, откажување и така натаму, што апсолутно, еве веќе амбасадор за тоа зборуваше, тоа нема долг е тоа процес и нема да дозволат меѓународната заедница, ако насети нешто такво, таа нема да дозволи прво да почне процедура овде кај нас. Јас реков, за спогодбата стојат Обединетите нации, стојат постојаните членки на Советот за безбедност, амбасадорот Метју Нимиц како медијатор, како посредник. Ќе се стопираат кредити, ќе се стопираат економската соработка. Тоа се последиците. Многу фирми уште веднаш ќе го закочат процесот. Ама не за Грција, не говорите за Грција. За нас овде во Македонија. Не само грчките фирми. Не само сите. И тогаш кај нас ќе се создаде еден страшен пеколна ситуација, да фирмите ќе кажат немојте бе, таму почнавме да работиме, овде се гради, таму ќе се отвараат работни места, ние пак ќе се расправаме кој чиф е Александар Македонски, чиф е, пак ќе се расправаме. Да. Апсолутно се согласувам со амбасадорот. Тој даде една прекрасна слика за тоа што ќе ни се случи овде, ако евентуално некој се обиде такво нешто да направи. И тоа е опасноста, јас викам, опасниот сон на почитуваната професорка. Тоа е политичката слика за која говори амбасадорот. Ајде околу таа процедура во Обединетите нации која Силјановска ја отвори, ја најави, велејќи, иако не објаснува зошто досега не се отворила, значи постоеле такви можности, сега вие ќе одговорите, ќе објасните дали воопшто постоеле. Околу отворање на протокол всушност, таа говори за протокол кој би можело всушност со кој влегла во процедура, во кој влегол договорот во процедура и говори за Советот за безбедност, дека е многу можно и нека од членките да се согласи и да го поддржи поништувањето на договорот. Прилично хаотично морам да признаам, зашто навистина не може да се види таа процедура во детали, прецизно како би изгледала. Може ли вие да објасните? Колешката Силјановска како професор по политички систем, по уставно право, која што очигледно не го познава меѓународното право. Сега да признам, и на мене не ми е тоа област, меѓутоа како професор на Војната академија, јас имам и воено образование, бев полковник во армијата и полковник професор бев. Доаѓав до допир со меѓународното право и држев и меѓународно хуманитарно право на Војната академија, така да познати ми се донекаде и тие одредби. Да не одам во широчина. Прво, значи, спогодбата е регулирана согласно со член 102, став 2 од повелбата на Обединетите нации, регистрирана е во секретаријатот на Обединетите нации. За да употребам народски израз, одрегистрира, ако може така да се каже, народски израз, треба прво да се поништи, да се анулира таа спогодба. Меѓутоа, анулирањето на спогодбата е
тежок процес и тоа нема да се дозволи. Зад спогодбата стои Советот за безбедност. Постојаните членки на Советот за безбедност. Јас во Советот за безбедност не гледам... Во Русија не гледате, во Кина не гледате можност за отворене иницијатива. Ако дозволите, професоре, и спогодбата пред да дојде, да речеме и 8 резолуцијата во Советот за безбедност што го спомнавте, Ива, таа мора да има земји спонзори. Треба да се најдат земјите спонзори. Во тој контекст мислам, одма помислив кога ово кажав, не верувам дека некој ќе се најде. И одма помислив на Русија. Меѓутоа, Русија ја призна Република Македонија под името Република Северна Македонија. Што беше изненадувачки за вас? За мене не. Очекувано и нормално. Русија е сериозна држава. Таа нема да се игра играчки ако еднаш нешто направила, па сега повторно да отвара процеси некои други, да го погазува она што веќе го направила. Уште 96-та година кога ја презема функцијата амбасадор во Атина, рускиот амбасадор ми рече дека врзано за процесот на решавањето на спорот кој си е отворен, ние ве признавме со Република Македонија, јас во тој правец направив многу напори со Русија, бидејќи тогаш Русија ми беше во, да речем, опис и попис на работите, меѓутоа рече, ние, кога ќе се постигне договор, ќе го признаеме вашиот како заедничка согласност. Значи, јас тогаш на нашето раководство на председател Ригоров му јави дека Русија, што ќе постигнеме, тоа ќе прифати. Кај нас се создаваше една фама, една психоза дека Република Македонија е за секогаш, ова нема врска. Времето работи за нас и слични работи. Не. Ние сме подпишале, ние сме имале резолуција, се покажа дека е така. И уште нешто сакам да кажам, партијата на власт тогаш, односно опозиција, ВМРО, ДПМНЕ, истата практично, на која сега и припаѓа, барем како се вика, како заштитнички, како предлагач на господјата Давкова, се спротистави на спогодбата, до последен момент и години натаму никогаш не ја призна, значи таа ситуација нова не ја призна, меѓутоа да ви кажам, кога ги водев преговорите и кога ја отворив границата, први беа на границата да влезат во Грција и да купуваат имања и така натаму и така натаму. Се случува повторно репетиција, повторување на ситуацијата. Сега не го признаваат Северна. Предходно Фиром беше не признаена. А со Фиром не си ги спуштаа значките кога одеа, бидејќи не можете да присуствувате со поинаков назив од тој што се прифаќа во меѓународната заедница. Антонио Милошевски дека Северна Ама тоа тие работи ги правеа многумина, правејќи се големи патриоти кога на конференции ставаат табли, излегуваат кинеа. Имаше и такви ситуации. Тоа се популистички манифестации кои не носат никаков бенефит, не ни носат. Добро. Ајде околу ВМРО вели нема да правиме всушност договор. Па потоа велат можеби ќе направиме подобар. Во што може да биде подобар договор ако знаеме дека останува македонски народ, останува македонски јазик, евентуално Северна Македонија да биде избришана? Во ништо, дека во филозофијата ништо носи ништо. И во математиката. И во математиката. Нула е нула. Се што е со нула е нула. Значи, ова е само очигледно популистичка работа, така да не би одземал време и на гледачите и на ова да помислуваат дека... Не ве загрижува. Не, воопшто. Ајде околу онаа средба која се нарекува историска и навистина историска средба, односно посета, и средбата Заев со Ципрас, која предизвика еден благ земјотрес, но голем во ВМРО-вскиот камп, велејќи дека не била интонирана химната, дека не била пеена всушност, Силјановска става акцент дека не била пеена. Зборовите на химната се оние кои и пречат на грчката страна, тоа е се аргументите на Силјановска, но и кој е вашиот став околу ова, но навистина беше, вие можеби подобро можете да објасните. Химната во мојот период од 8 години во Грција, па најмалку 10 пати била, дури еднаш и 2 пати пеена. Затоа што ја погрешија самите луѓе што на манифестациите големи спортски, ја погрешуваа
тогаш беа обични ленти, касета и на касетата или магнетофонска лента. Или магнетофонска лента. Да. Значи, кај грците не постоел проблем, тоа е национална химна, не постоело. И морам да кажам дека 97 година на завршната вечер на собир на председатели и влади имаше една идеја секоја држава да се представи со една песна, таму сите да заиграат. На идејата на тогашниот грчки амбасадор беше македонско девојче. За македонско девојче. Мали, тоа беше инструментално. Меѓутоа ние си ја запеавме песната сите и сите ја прифатија. И се истрањето околу пење, амбасадоре... Никогаш немаше проблем. Кога има официјална посета... Ова е некаков поинаков проблем, што јас не го познавам директно во договарањето меѓу двете земји околу протоколот, што како ќе оди. Но има интонирање, нема пење. Има интонирање и уопште нема никаков проблем. Јас мојата кариера ја почнав во гардата на председателот Тито своевремено, тоа таква чест имав да ја почнам кариерата. Јас знам војската и нејзината организација и одма да кажам, нашиот оркестар, нашиот воен оркестар, тоа е формацијска единица на нашата гарда. Тој интонира химни, тој не пее, таму не се пеачи да пеат. Едноставно химната се интонира на инструменти. И знаеме како кој колку знае, тоа е глупост. Слушале ли вие при дочек на тие високи гости да се пее химната? Јас кога го слушнав тоа кажување на господјата Сименовска, искрено ви кажам дека не се пеела химната, јас сладко се изнасмеав. Ова дали гледала дочек на тие големи високи гости, нели, кои што ја посетуваат Република Македонија и дали воопшто мисле оние луѓе во оркестар тоа се инструменталисти, тие не се пеачи. Уште една потврда дека се ловат, се прават, се бараат закачки, дури и нереални, ама само да се прикажат кај своето членство, кај популизм. Да, тоа е тоа. Ќе бидат привлечени за уводот, но зошто Заев не го причека на аеродромот Ципрас? Видите да ви кажам, во протоколот тоа се договара. Ако грчката страна во договорите рекле и ние нема да и Ципрас не излегува на аеродром, тогаш нема никаков проблем. И нашиот кој ќе го дочека пред палатата максимум каде што му е седиштето на владата. Зашто тоа се договорило? Можете ли вие да објасните? Видите, па се договараат бидејќи имате неколку типа на посети кои кај нас народот не ги знае. Дали е тоа службена, дали е тоа протоколарна, дали е тоа државна, обично председател кога оди така натаму, и тогаш се договарат каков имаше еден ред кај нас да повеќе председателот во години беше Глигоров не излегува веќе на аеродром и него го представува или министер или подпредседател или некој друг. Значи бидејќи сум учествувал во различни посети, ние како протокол сме се договарале на кој начин и кој реципрочен протокол ќе биде и во другата земја кога ние ќе одиме. Према тоа јас не гледам тука никаков проблем. Апсолутно никаков проблем. Професоре? Јас се согласувам со амбасадорот Љупчо. Тој очигледно добро го познава тој протокол. Јас не сум стручњак по протокол. Протоколот тоа е работа на протоколот. И онака како што кажа. Една година сум бил шеф на протоколот на Македонија, мама никој да не знае. Никој да не знае така. Амбасадоре Арсовски, дали е можно одлагање на ратификацијата во турскиот парламент, како што има и такви информации, дури министерката Шечеринска најави можност заради непостапување од македонска страна на екстрадирање на ѓуленистите во Турција, она што се бара всушност долго време од владата на Ердоган. Добро, прашањето е вака едноставно, ама многу е компликувано од повеќе аспекти. Прво, лично не сум, постои можеби некое барање, кое барање како и да е упатено до нашата земја, дали преку Министерството за надворешни работи, дали преку последната посета на министерот на Турција на одбрана кај нас и како е тоа поставено. Во секој случај, тука е надлежност веќе на други органи, ние сме суверена земја и органите ќе ја точно уточнат
ситуацијата каква е, дали е точно тоа што го тврди Турска, ова сега дел од медиумите, дека одредени институции, школи и гимназии и така натаму се дувло всушност на малку е тоа претенциозно, агресивно, дали тоа може да предизвика последици условно, може да меѓутоа мислам дека секоја земја на НАТО ќе се замисли, посебно на Турција, која е практично наш стратешки партнер со децении која не поддржувала токму во исто тогаш би имала двојни аршини, дека во случајот со Грција ни давала голема поддршка и не именуваше како земја со уставното име, секогаш со клаузула, а овде да го постави само тоа. Мислам дека тоа прашање ќе се тркала нормално и ќе се чекаат одредени сознанија, одредени резултати во истражната постапка, евентуален процес во обвинителството кај нас, ако се наоѓаат луѓе, можеби некои ќе бидат едноставно ќе им се откаже прием, престој, се странски државјани кај нас, така што мислам дека треба да бидеме сепак внимателни и во давањето изјави и на она што значи медиумски настап на повеќе луѓе, дебати и така натаму, да не ставаме одредени работи кои се уште не се созрени, за кои се уште не знаеме. Сепак се работи за 29 земји, сите тие 28 земји секако на Турција ќе укажат дека оваа работа ќе тече и така натаму и дека овој процес заради безбедноста на Балканот, заради безбедноста и нејзина, ако сакате, и заради мигрантите и така натаму, треба да биде завршен, така што јас лично мислам дека ќе заврши по бенефит на Македонија. Па, јас ќе кажам само ова. За да правото стапи на сцена, политиката треба да ги реши прашањата, а како политиката ќе ги реши прашањата, веќе кажа амбасадорот образложи. И јас верувам дека работите ќе се одвиваат вака, како што кажа амбасадорот, така да правото, во конкретниот случај би бил надлежен парламентот на Република Турција, нема да има работа во врска со ратификацијата. Проблемите ќе се решат на политички начин. Добро. Ви благодарам за разговорот, професор Темел Користевски, амбасадорот Љупчо Арсовски. Секогаш сте добро дојдени. Благодарам.